Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма Амбулант. Денеска ќе зборуваме за болестите на женските репродуктивни органи. Што е тоа рак на ендометриумот на матката? За каков малигнитет станува збор? Дали од ова болест почесто заболуваат повозрастните жени или пак младите? Доколку болеста се диагностицира на време, какви се прогнозите при лекувањето? За сето ова денеска, детално од разговорот со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка гинекологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Се гледаме набрзо во студијата. За ракот на ендометриумот на матката денеска разговараме со професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Професоре, добро ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Секогаш ми е драго да присуствувам во ваши емисии, пошто тоа е еден од начините да допреме до населението и во случајот конкретно до женската популација. Поздрав до вашите гледачи. Се надевам ќе привлечеме внимание. Професоре, сме слушнале сите за рак на грлото на матката, за рак на ениците, но за оваа форма на малигнитет немаме премногу информации. Што е тоа рак на ендометриумот на матката? Така. Значи, карциномот на ендометриумот и на слузницата на матката е вака. На телото на матката, всушност? Конкретно на слузокожата, на оној дел што го обложува внатрешноста на матката. Се во поширока смисла на зборот тие спаѓаат во таа група на карциноми на телото на матката. Да, убаво кажавте, меѓутоа тука има и некои други типови, така да е по-конкретно на слузокожата на матката. Значи е карцином кој што се повеќе станува интересен. Во кој смисол интересен? Мислам за него се знае уште многу одамна, меѓутоа во последно време практично самите проучувања и изучувања на некои по-суптилни, по-специфични проучувања на ендометриалниот карцином практично ќе навлегуваат не само во она што представува обична негова диагностика и третман, меѓутоа третман не само хируршки, него она што следи после тоа. И тука практично има еден огромен продор. И веќе употребаме на еден термин од една од врвните експерти во областа европски онколог, медицински онколог, значи професорка од мислам дека работи во Милано, Николете Коломбо се вика, водечки експерт во таа област, она пред неколку години при еден од состаноците на ниво на ЕСГО, овој карцином го нарече Синдарела, а Синдарела во превод значи пепелашка. Зошто пепелашка? Затоа што карцином на кој што ако се посветуваше многу внимание на цервикалниот карцином, неговата ерадикација, па и оваријалниот карцином, некако овој карцином беше ставен на страна, во ред го знаеме, тоа е тоа, третманот е хируршки, толку. Меѓутоа, таа пепелашка сега веќе прерасна во принцеза, односно што рекла вика го рачунаме за кралица. Зошто? Затоа што наставно практично ги покажа сите своји и лоши страни. И добри, меѓутоа и лоши страни до аспект на третманот. И ако сега веќе се зборува за една специјална, посебна класификација, не само на стандардна класификација на овој карцином, него и молекуларна. Значи многу подлабоко се навлегува во неговото проучување, што па има директен импакт и на начинот на третирањето на оваа група на пациентки. И затоа станува интересен, глобално земено. А од друга страна и по бројот на новопојавени случаи. Например, ако може да кажеме дека од гинеколошките карциноми, се уште се занимаваме условно земено со големи високи бројки на новопојавени случаи на цервикален карцином на светско ниво, глобално. За ракот на грлото на матката. За ракот на грлото на матката. Меѓутоа, ако речеме за 2023 година бројките се негде околу 660.000 нови случаи на грло на матка карцином, глобално. Ама 90% од таа бројка се за жал пациентки кои што заболуваат во земји неразвиени и во земји во развој. Додека развиените земји се судираат со проблемот на ендометриалниот карцином. Тој станува многу поинтересен, затоа што цервикалниот карцином, условно кажано, проблемот е решен. Имате вакцина, имате скрининг програм, имате превенција, можете да го превенирате. Карцином кој што можете да го фатите пред да премине во карцином. Овдека нема такво нешто. Втора работа, продолжениот животен век на популацијата. Значи во развиениот западноевропски свет, во Соединетите американски држави, Австралија, значи популацијата живее многу подолго.
А генерално земено ендометриалниот карцином е болест која што доминантно, процентуално ако земете, најчесто се јавува таа инциденција највисока у популација што е над 60 години, 70-75 годишна возраст. Поретко се јавува кај помлади. Така да сите овие работи го ставаат сега него на пиедестал. Дури во слободно може да кажат западноевропските земји излегува дека таму е доминантниот карцином од зборам женски, од женски генитали. Генерално земено тој е на негде 4-5 место затоа што имате други карциноми што доминираат кај жените, ако ги земеме само како по полова припадност, значи карцином на дојка, на бели дробови, колоректалин и така натака. Па дури после доаѓаат овие карциноми. Така да каква е ситуацијата кај нас? Има ли некои статистики што покажуваат колку жени во Македонија страдат од оваа форма на малигнитет? Ние не сме надвор од тие текови. Со тоа што за жал ние се уште водиме војна за да ги подобриме бројките со цервикалниот карцином, но и тој ендометриалниот карцином не заостанува. Некаде близу 350 може до 400 нови случаи годишно во Македонија имаме со ендометриален карцином. Значи и окей според популацијата која што имаме, таа бројка колерира да речем со европските. Работата е тоа што повторно велам, кога зборуваме од аспект па сега на превенцијата, такво нешто немаме за ендометриален, не постои превентивна мерка. Ама проблемот е тоа што пак кажувам, ние се судираме со проблем кој што другите земји, зборам западноевропските земји, значи стремиме натака, нали го решиле тој проблем. Еве се ние ги имаме тие можности и скрининг програми, еве и вакцинација, нова 9-валентна вакцина, меѓутоа некако се уште веројатно треба малку поинтензивно да се работи. А за ендометриалниот карцином, да тој не е доминантен. Најде на гинеколошката клиника доминантен од аспект на како бројка на пациенти кои што ги оперираме, па и диагностицираме. Конкретно можам да зборам за гинеколошката клиника, ние годишно отприлика некоја бројка доаѓаме 150 случаи да се оперираат со ендометриален карцином на гинеколошка акушерска клиника. И ако ги земете плюс и сега другите болници, значи доаѓаме до таква една сериозна бројка. Сериозна бројка. Кои се симптомите кои што кажуваат на можна појава на оваа форма на карцином? Така, значи она што е тоа е водечкиот момент, пошто непостоењето на скрининг кај за овој тип на карциноми малку не ограничува. Пошто главно се работи кој што реков процентуално земено најголемиот број на пациенти што заболуваат од ова повозрасни пациентки што се веќе во менопауза. Така е. Значи кога влезат во менопауза, тоа подразбира дека едноставно прекинуваат менструалните циклуси. Така е. И едноставно таа пациентка понатака не би требало да има никакви крварења, така е. Значи појавата на крварење, абнормално крварење, нешто што не би требало да се појави, е еден од симптомите, знаците кои што практично ги алармира. Треба да ги алармира. Пациентките кои што се во таа возрастна група дека треба да отидат на преглед. Значи секое крварење за време на менопаузата треба да се свати сериозно и веднаш да се побара лекарски преглед. Може да укажува на оваа форма на карцином. Апсолутно. Тој е првиот симптом? Па најчесто. Најчесто е тој симптом. Мислам, пазите сега, да не биде тоа сватено. Имаме случаи каде што не мора да има крварење. Не мора да има крварење. Сега, тука е таа дискусија често пати со колегите, добро, што да им се предложени тие пациентки. Па, пошто немаме скрининг, ама еве, например, мојот предлог е на кој дискутирам и разговарам со пациентки што се во таа возрастна група, дека доволно е барем еве еднаш во годината да отидат да направат еден ехо преглед, ултразвучен преглед. Пошто тоа ни овозможува детектирање на дебелината на слузокожата на матката, на ултразвук, на ехо. Тоа што кај жени во менопауза треба да е тенок тој ендометриум, значи да е не повише повеќе од 4,5 мм. Тогаш тоа укажува или речеме да се детектираат некакви речеме формации тумори условно земено на едници кои што може да се хормон секретирачки па да прават некаква провокација, пример. Еве, една од можните ситуации. Така да тоа е еден од начините кои што може и нешто да се види, да се фати. Значи не постои. Еве дури некој ме прашува во смисол дали преку пап тест може на пример. Пап тестот е председ доминантен кога зборуваме за патологија на грлото на матката. Овдека не е толку сензитивен. Може да се фатат некогаш, речеме, клетки патолошки изменети на пап тест, кои што нас ни укажуваат на тоа дека нешто се случува со слузокожата. Дали е тоа слузокожата можеби на грлото на матката, затоа што грлото на матката има два типа на епител. Едниот е повеќе слојни од плочест и оној што е во цервикалниот канал, кој што е сличен со тој што е пречено ендометриално, да. Така да може некаква патологија да се појави и на пап тест. Меѓутоа
не е тоа секогаш не е метод на скрининг. Да, тоа некогаш не алармира на земање на пап тестови дека нешто се случува, па правиме диагностичка постапка конкретно киретажа, за да добиеме материјал од ендометриумот, за да може да евентуално да процениме дали има или има или нема промена. А што ако се работи за некоја жена која што во репродуктивниот период, која што се уште не влегла во менопауза, какви симптоми кај нив се јавуваат? Така е, значи тоа е, да речеме, таа некоја средна група, значи ако земете така процентуално земено, значи реков најголемиот процент се детектираат овој карцином во повозрастна група. Меѓутоа апсолутно да. Жени во перименопаузален период тука над 45-та година, тука е 50-та година, знае да биде помал е процентот, да речеме негде околу можеби 20% од карциномите се јавуваат од ендометриалното и во таа возрастна група. И многу ретко, и тоа мора да го напоменеме дека и во помлади години, значи пациентки во 30-тите години од својот живот, имаме случаи кога се детектира, тој процент е мал, не е ни 10%, ни 7-8%, може да се јават и тогаш ендометриален карцином. И оваа средна група кој што условно земено се уште менструираат, меѓутоа тука па има исто така одредени промени во циклусот, може да укажуваат на тоа дека некаква патологија се случува. Повторно станува збор за така речени абнормални крварења утрини, кои што бараат сепак некаква еволуација. Да, за среќа најголемиот број на тие абнормални крварења се јавуваат токму како резултат на повторната некаква дисфункција што се јавува, оваријална дисфункција, нели, намалувањето на ефективноста на хормоните и така натака. Нешто што претходи, да речам, до менопауза, но не секогаш. Некогаш на вистина во позадината може да се крие и, за жал, карцином или некој од тие има преканцероза, така наречена хиперплазија, комплексна типична хиперплазија која што е преканцерозен ендометриален карцином. И таа може да се појави, и таа исто така подложна на третман. Така да, и се ако тоа го искомбинирате со некој ризик фактори што ги носи пациентката со себе, што ќе прокоментираме, значи тогаш веќе имаме патоказ. Само уште едно прашање во однос на симптомите, болка ќе биде присутна или не? Не секогаш. Значи не мора да има секогаш присутна болка. Некогаш може да имаат пациентките и некакви болни сензации. Обично ги опишуваат, значи тоа како ево менопауза доктор како да ќе добијам, значи како менструални некакви грчеви, но не секогаш. Може да има, меѓутоа не секогаш. Ајде да преминеме на ризик факторите. Така. Што се може да го потенцира ризикот за развој на нова форма на малигнитет? Споменавте дека изложеноста на женските хормони е всушност важна, на естрогенот, предпоставувам. Да, естрогениот ефект е. И затоа кај жените во менопауза се развива оваа форма на карцином. Што е со доцната менопауза? Или пак раната менопауза? Раната не предпоставува. Не, раната менопауза. Кога жената рано ќе влезе во менопауза, или пак доцна менопауза? Или пак рано добивање на менструација, па доцна менопауза? Тие се двата, дали исто, да. Рана менарха и доцна менопауза ги стават тие пациентки, речем, во условно земно поголем ризик од појава на ендометриален карцином во однос на општата популација. Повторно е тоа врзано со продолжената изложеност на естрогениот ефект. Значи, затоа се тие два... Продолжено, долго време. Се пролонгира, долго време трае. Не знам, обично... Што значи само доцна менопауза? Може ли да појасните? Па сега тоа зависи би требало да завршат менструалните крварења? Како да кажам, сега некаде за Македонија тој просек на настапување на менопауза е некаде од 48-9 година, да речеме дека 51-2 години. Сега касна менопауза имате пациентки над 55, 56-7 години, тоа веќе е во покасни години, каде што се уште има очигледно нешто што тој ендометриум го стимулира, треба да се види. Сега некогаш е тоа природата така. Едноставно, сакам да кажам, не мора да има ништо. Пациентките доаѓаат дека доктори се уште менструирам, нели? Меѓутоа тие пациентки треба да бидат секогаш малку поише мониторирани, сакам да кажам, пратени токму поради овој момент. Значи пролонгираното дејство на естрогените, затоа што да се разбереме, не се со таков квалитет. Едноставно или пациентки, да речеме, кои што може да имаат заради други некакви хормонски пореметои, на пример ПЦО синдромот, значи често спомнуван. Не полицистик лайк овариуми, што често се вадат пациентките од памет. Доктори ми рекоа, нека имам полицистични јаници. Не. Зборам за синдром, метаболна состојба, која што меѓу другото е практично поврзана и со морфолошка појава изгледот на јаниците некој кој ќе ги видите. Таму имате одредени метаболни состојби промени кои што исто така таа група на пациентки е во зголемен ризик за евентуално развивање, затоа што имате пропратни други состојби, не само хормонскиот дисбаланс кој што постои кај пациентки. Тука се надоврзува обично и обезитетот, еден од главните, дебелината.
еве дури како независен фактор ако го земеме обезитетот. Главен исто така ризик фактор за развој на ендометриален карцином и неговите преканцерозни лезии. Повторно, заради тоа што пак и тие пациентки, значи менопауза, обезитет, вие имате продукција на естроген во масното ткиво. И тоа више имаме лош естроген, затоа што едноставно ви имате не соодветно, значи сепак стимулирање на ендометриумот. Значи масното ткиво всушност во масното ткиво има трансформација на андрогените хормони во естрогени. И таму затоа велате масното ткиво е како генератор е тој, значи, да. Да. Значи имате продукција. Едноставно се прави трансформација на тие андрогени хормони во естрогени, условно земено, кои што прават таа стимулација. Значи има и добар и лош естроген. Така ги обично народски вика, добро како кале сега немам јас јаници не функционираат, од каде е инструмент. И себе ова е тој што се продуцира практично во масното ткиво, во адипозните ткива. Ова важи за она доминантна хистопатолошка група на ендометриални карциноми, пошто тие се во две групи поделени големи самите карциноми, нели? Има уште неколку прашања кои што се поврзани со ризик факторите. Професоре, што е со оние жени кои што земаат хормонска терапија за да ги смират непријатните симптоми на менопаузата? Дали се и тие сега во таа ризична група? Значи да, тие кои што земаат чисти естрогени. Значи комбинираните практично хормонозаместителната комбинирана терапија што имате и гестаген, тие дури има прогестерон. Така. Значи тоа е веќе превенција. Тоа е окей, тоа е превенција. Да. Меѓутоа, чисти форми на естрогени, на било кој начин си дали се лепенки, таблетарно или какви да е, значи тие пациентки се во ризик. Затоа секогаш се обично препорачува да тоа да се внимава и најдобро е веќе да имате тој протективен момент апсолутно. А жените што земаат контрацептивни пилули во репродуктивниот период? Окей, тоа е протективно. Тоа е во ред. Затоа што има тука баланс на естрогени и прогестерон, тоа е во ред. Дури користењето значи на контрацептивната терапија помага. Може да биде и превенција. Да, во случајов конкретно станува збор за превентивен момент меѓу останатото. А жените кои што ќе се соочат спирали на пример, спирали кои што се со гестагени, да, хормонските спирали, тие практично исто така имаат протективен ефект на ендометриум. Така да тоа се тие начини, гестагенот делува протективно. Дури во тераписки модалитети некојаш може да се даде пример пациентки млада популација која што има карцинома, а има желба за репродукција. Таа е посебна, специфична група за која што е на последниот состанок сега што бев, таа се дискутираше таа тема дури и во многу поразвиени земји кога станува збор за таа група на пациентки, ендометриален карцином, а млади, што се уште немаат пород, а сакаат да одржат својата фертилност, се соочуваат со проблем како? И тие ги имаме и пациентки кај нас. Тука во третманот влегуваат гестагените, високи и високодозажни гестагени кои што помагаат да се стабилизира карциномот условно земено, за да ја спасиме матката, за да може да ја возможиме на пациентката пород. Така значи жените кои што имаат некаков хормонски дисбаланс би требало да го средат и ако биде понудена спирала со прогестерон, не треба да се плашат од неа, бидејќи се плашат, вела не, сакам ја хормонска спирала. Знам, тоа е повторно некоја табу дискусија, тема некоја во наше општество, тоа е сега спирала, па што тоа значи. Да, во ред спиралата е како контрацептивен момент, ама не е само тоа, него има практично и лечебен ефект. Доктора, жените кои што имаат карцином на дојка, исто така земаат хормонски терапии. Дали тие може да представуваат проблем и да поттикнат развој на нова форма на малигнитет? Значи да, тоа е секогаш кога дискутираме таа тема, значи е посебна категорија на пациенти кои што се соочуваат со еден друг сериозен проблем, а на кој што се може да се надоврзи и овој проблем. Сега тука пред себе го спомнал ефектот на тамоксифенот, значи еден од препаратите кои што го примаат овие пациентки, кој што има во суштина има позитивен ефект за дојките, меѓутоа знае да направи стимулација на ендометриумот. Зависно од тука исто така, значи големо влијание има често пати пациентки кои доаѓаат на тамоксифен, они она условно кажано процедурално се испраќаат конкретно на гинеколошки преглед. Значи во протоколот стои дека во третманот на карциномот на дојка тие пациентки треба да бидат следени и од гинеколог токму заради ефектот на тамоксифенот, тие што се на терапија со тамоксифен, бидејќи механизмот со кој што делува тамоксифенот на естрогенот знае да направи стимулација на сега тука да не комплицирам целата ситуација, да не биде тоа збунувачки за пациентите, некогаш зависи од тоа дали ке пациентки го кава концентрацијата на слободниот естроген што они го имаат веќе во крвта.
па дали ќе има антагонистички ефект или агонистички ефект. Во многу моменти значи зависи од, но генерално земено еве конкретно тамоксифенот често даван препарат кај овие пациентки треба да бидат следени затоа што токму во комбинација евентуално со зголемена концентрација на естроген во крвта може да има несакани ефекти и може во одредени проценти, затоа и овие пациентки и се подложени некогаш ако забележиме задебелување на ендометриумот, посебно ако се во онаа група што се веќе жени во менопауза, а се опериран карцином на дојка. Тука ризикот е поголем. Да, и во комбинација со тамоксифенот се случи ваков проблем. И затоа се следат. Значи, апсолутно. А жените што се случиле во животот со стерилитет и што не успеале да родат дете, дали е тоа ризик фактор? И третманот, знаете како се тука студиите не се многу конклузивни да спекнат дали самиот по себе инфертилитетот е причина ризик фактор или евентуално третманот за инфертилитет, терапиите што ги примаат за во поглед начин за да забременат. Па мислам дека некако е комбинацијата од аспект на тоа што немаат родено, значи нули паритет од генерално земено жени кои што немаат родено се во ризик група од развој на овој тип на карцином. Така да тука е малку кога зборуваме за инфертилитет, па знаете студиите некако не се често пати конклузивни за тоа што дали е комбинација, дали се други фактори, дали самиот по себе инфертилитетот како причина е да речеме да се развие нешто, тоа меѓутоа да има такви некои размислување дека можеби ама нули паритетот самиот по себе. Тоа што жени кои што не родиле се во група на ризик. Повторно заради континуитетот на ефектот на естрогеното, продолжениот естроген ефект. Знаете, бремена жена практично, нали, ефектот на какви било естроген е стопиран. Тука функцијата е презема постелката во текот на бременоста. Гестагениот момент кој што постои кај овие пациентки е позитивно делувачки. Така да бременостите генерално земено имаат позитивен ефект. Евете студии на пример за бременување во покасни години го намалува ризикот од ендометриален карцином. Токму заради тој ефект на бременоста, условно земено. И ова е добро да се знае. Професоре, што е со оние жени што имаат ендометриоза? Дали се пак тие во оваа ризична група, бидејќи не има бројот на жени што страдат од оваа состојба и веќе прочитаат рак на ендометриумот на матката? Не, овдека е повторно ендометриозата самото по себе како посебен ентитет за разгледување. Знаете како и овдека кога тие се правени какви студии, повторно заболувањето самото по себе, ефектот кој што го прави ендометриозата прави многу поголем проблем со функционалноста на овариумите, на јајниците на пример, ако се јави или генерално со појава на болни синдроми. Може да е пречка во поглед на забременувањето, повторно индиректната врска со евентуален инфертилитет. Да, може да направи некогаш и дисбаланс, ме разбирате, значи во поглед на функционалноста пак на оваријалната функција, намалување на оваријалните резерви па сега. И така, значи многу ме разбирате, не може да се земе само како еден единствен ентитет. Ова е сега, него тоа се поврзува со мал милион други причинители околни кои што нали како повеќе кратен може да биде, нали, ефектот. Не само едно како го земате само како едно пример и тоа е тоа. Негогаш се работите исповрзани. Како изгледа процесот на лекувањето откако ќе се постави дијагноза? И дали во дијагнозата ехото е најдобар избор? Значи во принцип овие пациентки ехото у суштина киретажи се права така. Киретажата е таа која што или го дава конечниот одговор. Ендометриална биопсија. Тоа е нали многу пошто кога се оди кај нас, значи, тоа е класична киретажа, дилатација и киретажа, да се добие материјал. Некојаш хистероскопски можете, значи по елегантниот начин, со хистероскопија со камера, па да земате целни биопсии, на пример, од суспектните позиции и места. Затоа што, баш во таа една ваква дискусија, што имавме со една од колегите од Италија, мислам дека беше, исто гинеколог, од аспект на тоа, не е важно, затоа што не е така, ако ние на патологот му праќаме материјал. Значи кој што после направената киретажа. И сега тој целокупен материјал они го обработуваат, меѓутоа сега они земаат дел од тој материјал за да го гледаат и да детектираат дали има или нема. Значи се алудира на тоа дека може да се работи за мултифокалитет.
Значи на самата слузокожа, ако ја замислите вака тродимензионално шуплината на матката, вие може да имате на пример, како е се ендометриален карцином, да речеме овде е покажано на само на едниот зид, ама на другиот може и на другиот, може да нема, може да има. Мултифокалитет. Што значи дека на различни позиции. Значи може некогаш и се често пати и се случува, например, направена киретажа, добиваме ние материјал дека се работи пример, не знам, за хиперплазија, ето си каква, правиме хистеректомија. И на примерокот на хистеректомијата, која ќе направат детална анализа колегите од патологија, ќе че ама таму во едно местенце имаше карцином. А на киретажа не е фатен. Така. Значи сакам да кажам дека одат и на тоа, за рекол таа дискусија вика, да, одлично, супер, му давате материјал, ма тој материјал ќе обработи дел, не може се целиот да направи 500 стакленца. И се ама да, може да фати, може не. Ми разбирате, сега ако е тоа доминантно развиено во целата слузокожа, во целата шуплина, во тој голем куп материјал, може и ќе фати, да. Така идат на тој аспект, значи да се многу е битен мултифокалитетот за да вие фатите реално кај таа пациентка дека може да има дијагностика карцином. Сега она што следи кога ќе го дијагностицирате карциномот. Секогаш е хирургија? Таму каде што се работи за ран стадиум, пошто пак тоа за тоа кажав за среќа во целата оваа приказка, најголемиот процент на ендометриални карциноми во таа група на non-агресив, значи не толку агресивни карциноми. Или тип 1 по старата класификација карциноми. Ендометриоиден тип, така се вика, тие се со низок градус. Најголемиот процент на карциноми ендометриални спаѓаат во таа група и тие, ако се фатат навремено, ако се направи соодветен хируршки третман, едноставно тие пациентки имаат преку 90% преживување 5 годишно, значи тоа е одлично. И тие се добри. Има една друга, за среќа помалку процентално застапени, тие се така речени агресив, да се агресивни типови на карциноми. И тука спаѓаат оној високиот градус на ендометриоиден карцином и другите поретки форми хистолошки, не знам, серозен карцином, мешани карциноми, светлоклеточен, да ги набројам, карциносаркоми, тие се агресивни форми. Тука имаме проблем од аспект на временото фаќање и третман, затоа што во најголем број случаи овие поагресивни форми знаат да бидат веќе и авансирани при првото детектирање. Да. И тогаш практично и терапискиот модалитет е поинаков. Ограничен, така. Па хируршкиот е една ситуација, да, секогаш е препораката ако може, ако пациентката е во операбилен стадиум, ако е погодна, затоа што мора да земете предвид дека добар дел од овие пациентки се возрастни пациентки. Кај што вие може да имате коморбидитети пропратни што го усложнуваат хируршкиот третман од аспект на анестезиолошкиот момент. Ме разбирате? Добар дел со нив со сериозни хипертензии, обезитет, со body mass index преку 30-35, големи, нали, гојазни пациентки. Со други пропратни заболувања, кардиоваскуларни предсе, што не ограничува и во хируршкиот третман. Така да некојаш модалитетот е комбиниран, некојаш пациентките заради коморбидитетите ги третираме директно со така наречена неоадјувантна, значи терапија на онколошки третман. Така да доколку има време, јас би им дала можност и на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, од овој момент можете да поставите прашање во емисија, да биде што поконкретно во интерес на времето. Ние продолжуваме понатаму, значи дали ќе ја извадите само матката, ќе извадите јајници, јајце, води, како изгледа операцијата? Стандарден третман е матката со овариумите, значи хистеректомијата со билатерална салпингофоректомија, така се вели, и она што е практично во јасно покажано препораките за да се има нодалниот статус, значи лимфни жлезди. Најмалку така наречена сентинелна биопсија. Значи да се извадат, да се детектира така наречените сентинел во превод, значи стражарни на практично лимфни жлезди, кои што се детектираат, има методи на детекција, начини на кои што се детектираат, не знам, еве, ние на пример веќе 4 години, 5 го работиме тоа со технициум ги детектираме. Тоа е по-стара метода, но тоа е поприлично прецизно, имаме фантастични резултати. Се забележуваат жлезите кои што се ако користите технициум конкретно, тогаш за тоа ни е потребен Гајгер-Милеров бреж, пошто тоа е, нали, радиоактивен материјал. И тука сме во соработка со Институтот за патофизиологија. И добар дел од пациентки на нашето деление се на овој начин третирани, викам последниве можеби 3-4 години сигурно. За да биде што попрецизно изведен и поквалитетно. Значи секако стежингот е тука битен. Одредувањето на стадиумот, да. Затоа што патологот, освен кога ја гледа само ако му пратите матка и јајници, ако го нема нодалниот статус, он ќе каже условен стадиум. Затоа што нодалниот статус присуствува евентуално на микрометастази дури или на метастази во жлездите, драматично го менува стадиумот на болест. Ме разбирате? А тоа е битно и за понатамошниот третман. Така да ова е стандард of care. Тоа
Тоа го работиме. Новите методи, начин на детектирање е со така наречен индоцианин грин. Тоа е боја посебна, за тоа треба и посебна апаратура, лапароскопски третман. Еве и тоа го имаме на клиниката, така да сакам да кажам, сме во тоа со тој хируршкиот третман апсолутно во чекор. Така, сега кога станува збор за терапиите што се земат по хируршкиот зафат, дали е секогаш неопходна хемотерапија, имунотерапија, па и хормонска терапија, не? Да. Значи не секој. Тука е веќе во делот што потоа. Тука е исто така битно ова стеџирање што кажав. Значи ако оперативниот зафат е изведен на овој начин, дури се ќе препораките зависи повторно од хистолошкиот тип, не знам, серозен карцином, кој треба да бидете порадикални, па да се вади моментум, како и да е. Ако го направите стеџирањето како што треба и ако е тоа се во ред, имаме една огромна група на пациентки кои што со хирургијата е завршена приказка. Нема потреба од дополнителен третман, дали е зрачна, дали е хемиотерапија, независно. Меѓутоа кај авансирани случаеви, за жал мора да се продолжи. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност. Добар ден. Апсолутно, да. Добар ден. Повелете. Добар ден. Сакам до докторот да поставам едно прашање. Повелете. Значи, моментално имам менструација која што ми трае подолго, значи околу веќе 14 дена, прв пат ми се случува тоа. Значи, 7 дена до 6 до 7 дена ми е трајала, сега е значи повеќе околу 13-14 дена. Па ме интересира дали од што може да биде тоа, бидејќи се одам на редовни контроли, пред 2 месеци бев, пап тестот ми беше добар. Значи прегледот беше најнормално. И пред 6-7 години имам правено конизација. Меѓутоа си одам на прегледи, нема ништо значи не уред, се во ред. Па ме интересира од што може да биде тоа. Само на која возраст? Да, која возраст сакам да прашам? 41 година. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Ова е исклучително чест проблем. Да, најверојатно, најголемиот број на случаевите сепак станува за некаква форма на хормонски дисбаланс. Ова што го кажува пациентката, значи затоа и реков во објаснувањето. Таа група на пациентки кои што се во тие години, се еве како што самата пациентка кажува, прв пат не разбирам дека апсолутно вознемирена сега што се случува, прв пат и се случува такво нешто. Меѓутоа повторно велам, најверојатно во најголемиот број на случаевите ставува збор за некаков хормонски дисбаланс, затоа што не може да очекуваат пациентките дека секој циклус ќе наликува еден на еден, некој ќе каже доктор, ја менструациите не знам се како на саат, прецизни, точни и траењето и така натака. Меѓутоа, како минува времето, може да има во моментот, сега пак повторно претпоставам, сега треба да се прегледа пациентката, апсолутно, ако трае веќе 14 дена, 2 недели у континуитет, да, апсолутно да се прегледа, еве ултразвучен преглед да се најде, за да може на пример еве сега не знам да се работи за да овој циклус кај неа, на пример имаме некој перзистентен фоликул. Значи сосема најнормален циклус е, меѓутоа се случува во нормалните фази како што оди циклусот, да речеме да станува збор за фоликуларната фаза, и место тој да прсне, да речем, 14-15 ден, тој продолжува да расте и да веќе преминува во условно земено како цистична структура која што лачи хормони. И се таа хормонска стимулација го стимулира ендометриумот. Може дури да во такви ситуации ке пациентки да се деси да им доцни менструацијата. Па да се вознемирени поради тоа и тогаш одеднаш да дојде до крварење, и тоа да биде пролонгирано крвање, затоа што имате пролонгирана стимулација на ендометриумот. Значи, сакам да кажам, се случува. Значи, не мора сите буквално циклуси да наликуваат еден на друг, како јајце на јајце што се вика. Значи, може да имате одредени промени. Значи, не е веднаш за вознемирување и за страв, но секако, поради пролонгираното траење на крварењето, треба да се провери. Океј, она даде добра анамнеза од аспект на тоа што е конизација направена, следи редовни папови, тоа е океј, супер, одлично, но конкретната работа не е поврзана, сакам да кажам, или сепак треба да се прегледа. Да се направи гинеколошки преглед. Во ред не само пап тестот како таков, него во случајов еве и ултразвучен преглед, да се види убаво и грлото, пошто не секогаш крварењата знаат да дојдат и од ендометриумот. Треба да се Потребно ли да се прават испитување на хормонскиот статус? Еве, да речеме, каже никој што крвелат продолжено, но и во рамки на превенцијата од ендометриален карцином на матката, дали би било добро за време на менопаузата да се прават испитување на хормоните? Тоа нема нешто посебно специјално да покаже во смисол на тоа дека како обично пациентките доаѓате, дали да направам вакво хормони сега да знам дали сум
како да кажам, значи ние менопаузата како момент не те обично ретроградно ја постои. Ако година дена од последната менструација нема крварење, тогаш велиме дека таа пациентка е во менопауза. Значи, ако една година помине, година дена треба да помине, 12 месеци. Сега некојаш пациентките доктор сум менопауза. Кога беше последната менструација? Па пред 3 месеци. Не може да кажеме дали е во менопауза. Сега они да направиме хормони. Сега ние може да направиме преглед ултразвучен, окей. Хормоните може да покажат таа пациентка дали оди на кај менопауза, например, не знам, фоликулостимулирачкиот хормон да е многу висок, што кажува дека најверојатно веќе пациентката оди во тој правец. Сега, али дека нешто во поглед на диагностиката, ако е тоа за ендометриален карцином, не се даде никако препораки дека треба, не знам, да се следи нивото на естрогени, да е покачено. Може, но не е тоа секогаш. Превенцијата би била подобро да се одржува телесната тежина. Тоа секако стои, пошто обезитетот е еден од главните ризик фактори. Да, апсолутно. Да. Ќе имате ли некој начин да ги информирате пациентките за ризиците? Да, имаме, значи прво едно е преку преку овие вакви, значи не, во клиниките. На клиниката. Значи она што ја би сакал да го искористам дали моментов, значи има брошура која што е преведена конкретно на македонски јазик. Таа брошура е направена одлично, супер. Таа е брошура која што е на македонски јазик и би сакал да се пофалам устото што стварно ми е онака мерак што си кејф на народски кажано. Значи ова беше направено во соработка со едно од пациентските здруженија кај нас, Феминеем. Господја Миријана ќе ја поздравам посебно, која што помогна многу. Ова е во суштина во соработка со едно пациентско здружение на европско ниво, Engage се вика. Тоа е огромно здружение кое што е под покровителство на ЕСГО заедно во соработката, меѓутоа е пациентско здружение. И ова е практично логото нивно, Engage, кое што се буквално здружение кое што се занимава и се одржуваат и редовни сесии, состаноци, конкретно каде што е зголемување на свесноста за гинеколошките карциноми. Меѓу останатото, они нормално во соработка со одредени колеги, доктори од Европа, па и од светот, практично имаат направено брошури вакви, значи рекламни материјали условно земено, за да ја зголемат свесноста, побудат кај пациентките и да бидат подостапни. Меѓу другото, мене е многу драго што во таа соработка и членството на Феминеем, односно конкретно на Миријана Бабамова, во Engage како представник, цивил не е доктор, сакам да кажам, ја е во тоа здружение, практично успеавме да дозволија таа брошура која што ја има на повеќе јазици, да ја преведеме на македонски, преведена е и ја има на сајтот на Engage, а мислам дека и на сајтот на Феминеем пациентите може да ја отворат. Внатре, буквално со јазик пристапен за пациентите, е објаснето што е ендометриалниот карцином и околу третманот и постоперативниот третман и дури ова таа нова молекуларна класификација, што тоа значи, модалитети на третман, значи да бидат апсолутно информирани, јас сум за тоа пациентите да бидат да знаат со што се соочуваат. Правиме напори во ситуацијава да тоа се испечати, значи да имаме хард копи што се вика овие брошури, да можеме евентуално сега во договор со управата на гинеколошката клиника да ја делиме физички на пациенти кои што им го имаат овој проблем. Еве сме во разговори, односно и конкретно Феминеем ги повикувам, значи компаниите кај нас да покажат интерес да можеме да помогнат во печатењето на нова брошура која што е стварно од голема корист за пациентите. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето во денешната емисија и за деталните појаснувања поврзани со оваа форма на карцином која што воопшто не е ретка. Така е. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.